Еве време е за нашата гостинка која што ви ја најавив на денешното почетно дружење. Впрочем, нашата гостинка ни допатува од Австралија, но е на привремен престој во нејзината родна Битола. Наша гостинка е Јованка Смиглевска, председател на Македонското учителско друштво на Викторија во Мелбурн, Австралија. Топло добре дојде и драго ми е што ова утро имаме можност да споделиме многу нешта за важноста и за животот на македонскиот јазик на најоддалечениот континент, но не само таму во Австралија, туку и низ цела Европа и низ светот, низ целата диаспора, каде што има семејства во кои децата треба да го знаат македонскиот јазик. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и ве благодарам на отстапеното време да бидам ваша гостинка. Јас верувам дека ова време во кое што ќе се дружиме се до 8:30 ќе биде продуктивно и ќе биде можност многу повеќе да слушнат нашите гледачи, но и сите останати во диаспората кои што знам дека не гледаат. Не е секаде утро, некаде е попладне, некаде е доцна навечер, но верувам дека ќе се радуваат за се она што ние ќе го споделиме, за училиштето во кое се изучува македонскиот јазик и за сето она кое вие 28 години го правите таму во Мелбурн. Кажете ми нешто околу стартот на вашата, кога започна вашата учителска мисија во Австралија? Па од самиот почеток, кога стигна во Австралија, по неколку месеци разбрав дека во Австралија се изучува македонски јазик и се пријавив да работам како наставник во Викториското училиште за јазици, кое работи само во сабота, 3,5 часа се одржува. Ја имав таа среќа, наскоро да ме повикаат, значи последна година започнав да работам и да предавам македонски во сабота. По не многу долго време, исто така разбрав дека има во населбата кај што јас живеам во близина, дека има двојазично училиште каде што се изучува македонски и англиски јазик во редовното училиште и дека децата секојдневно го изучуваат наставата на два јазика. Нормално дека бев изненадена, но и среќна и ми се отвори можност да се пријавам да работам во почетокот како помошник или асистент во училиштето и после 2 години, кога се доусовршив, бидејќи имав завршено самопедагошка академија, морав да завршам, да се доусовршам, да завршам факултет за образование, а подоцна и магистратура и започнав да работам како наставник и се од да кажем 2000-та година работам како наставник во основното училиште Лајло Норт во населбата Лајлор во Мелбурн, каде што можам да кажам дека следната година ќе имаме 6 оделенија со ученици од забавиште до 6 оделение кои го изучуваат, следат наставата на два јазика. 50% на македонски и 50% на англиски. Браво, секоја чест, навистина верувам дека е огромен предизвик за вас. Пред да ве прашам што ве однесе патот токму во Австралија, морам да кажам за гледачите дека всушност животот е големо чудо и нема случајни нешта. Морам да кажам дека ние втор пат всушност се среќаваме со мојата денешна гостинка Јованка. Прв пат се сретнавме пред 32 години. Точно така. Патувајќи заедно од Мелбурн на кај Скопје. Да. И тоа ни беше прво патување во Македонија. Зошто? Заради тоа што Македонија беше тазе држава осамостоена после 8 септември 91-та година во минатиот век. Јас заминав во Австралија како југословенка, но кога се враќав есента истата таа година, се враќав веќе како македонка. Какво беше вашето чувство? И се сеќавам дека по авионот многу добро се дружевме, вие сте со 4-месечно бебе, така? 6-неделно бебе. 6-неделно бебе, да, и поголем син. 4-годишно дете, да. И 4-годишно дете, кое јас малку се трудев да го забавувам, но како вчера да беше, се сеќавам колку беше тоа навистина интересно патување, преполно со емоции, поради многу причини, заради тоа што навистина тоа беше многу сензитивен период низ кој поминуваше Македонија во тогашна Југославија, се уште откако
како што реков, јас ја напуштив летото 91 година. Јованка, кажете ми што друго, кои се други карактеристики за ова училиште, ова двојазично училиште, кое што ми е мене многу информација мотивирачка со оглед на тоа што во Мелбурн живеат, би рекла, најмногу македонци на целиот континент. Да, и јас тоа би сакала да го потврдам. Разгледував некои податоци од пописот во 2021 година. Значи, во Австралија има вкупно 111 илјади лица со македонско потекло, од кои 66.000, малку повеќе од 66.000, дома зборуваат македонски. Значи, од овој вкупен податок, можам да кажам дека во Викторија има половина од овој број, 50.000 македонци, и тие живеат повеќе се, да кажам, стационирани во Мелбурн, и од нив 30.000 македонци дома го зборуваат македонскиот јазик. Значи, овој факт ни кажува дека македонскиот јазик во Викторија, државата Викторија и во Мелбурн е присутен многу одамна. Тоа можам да го кажам дека имам податок дека се изучува повеќе од 50 на години, прво во приватни, а потоа и во државни училишта, а учителското друштво постои веќе 40 години. Какви се активностите на македонците таму и каков е статусот на македонците, ме интересира. 50.000 бројка е навистина бројка за респект. Да, па видете, ние имаме многу големи, можам да кажам за оваа генерација, имаме големи бенефици да си го негуваме нашиот јазик, нашата култура, нашите традиции, но сето тоа би сакала да кажам дека се должи на тоа што нашите предходници кои отишле многу одамна се избориле за тој статус. Насекаде во Викторија има преводи на македонски јазик, има помош од преведувачи на македонски јазик, значи го има во училиштата, во државни училишта, и како јазик се изучува во редовната програма и има матурска на македонски јазик. Постојат неколку средни училишта во кои што се изучува, во Викториското училиште за јазици, во основни училишта, така да имаме многу ученици и поминале многу наставници во текот на овој период. Јас сум само една од многуте одлични наставнички и би сакала да кажам дека неколку од најзаслужните за вклучување на македонскиот јазик во наставната програма во училиштата во Викторија се Пандора Петровска, Снежана Климовска, Стефо Стојановски, Лилјана Тасевска и други. Всушност во 90-тите години, не знам дали ви е познато, македонскиот јазик од викториската влада беше преименуван во македонски славоник, Macedonian Slavonic. Нашето учителско друштво, под водство на Пандора Петровска и Снежана Климовска, водеше легална битка против државата за да го врати името македонски или Macedonian, и тие ја добија таа битка, која што траеше долго време, и горда сум да кажам дека под водство на такви наставници денес промени можат да се направат. Да, и се уште се негува македонскиот јазик во многу училишта и имаме државна матура која што се полага на македонски јазик. Секоја чест. За тие што сакаат да го одберат тој предмет. Секоја чест и едно огромно браво и респект за сите ваши колешки, наставнички, достоинствени македонци и македонки учители кои што знаат дека темелот на постоењето на државата лежи во образованието и во познавањето на нашите корени, во познавањето на нашата историја. Кога вие таму далеку во Австралија сте успеале да го вратите назад името македонско, тогаш зошто ние не би можеле да направиме некои нешта овде кај нас? Колку сте во текст со случувањата, со сите оние наметнати, изнудени промени кои што ни се случува или од лоши договори, лоши политики, сме доведени во ситуација да ни се негира и историјата и нашето постоење? Па секако дека сум тука, повеќе сум во текст со настаните и мислам дека тоа е разочарувачки и морам да го споредам со настаните и работите што се случуваат во странство,
во Австралија, каде што јас живеам, за било каква промена, за мала промена, треба да има многу истражување, многу стручњаци, многу мислења за да се донеси до некаква промена. Не може нешто да се променува без да биде истражено, без да биде разгледано од многу стручњаци и да се донеси таа одлука заеднички со сите фактори кои се релевантни за таа промена. Така. Значи, тоа мора да се случува заеднички. И заради тоа малку сум изненадена од работите што ги слушам тука, што се случуваат. Иако не ги знам многу во детали, не би рекла дека ги знам многу во детали промените што се планира да се случуваат, но би рекла дека треба подолго време за да се испитува и за да се одлучува, за да се прават некакви промени. Така, со оглед на тоа што имате 28 годишно учителско искуство таму во Австралија, кажете ни, споделете ни нешто повеќе околу статусот на учителот таму, на кое скалило е во општеството, кај нас просветните работници, учителите, наставниците, професорите се во една навистина незавидна ситуација да работат за да преживеат и нивниот личен доход е понизок, помал од просечниот просек. Просекот, просечната плата во нашава земја, што не се случува во ниедна земја во светот, не бе, и во тоа сме, да речем, први, водиме. Како е таму? Па би рекла дека и таму статусот на просветните работници не е најдобар, но сепак е многу подобар од тука, дека имаме бенефиции, имаме обврски кои што треба да ги правиме, но имаме и одредено време да се доусовршуваме. Значи, наставникот никогаш не завршува со завршување на факултетот, секогаш учи до крај на животот, учиме и од учениците, учиме и од промените во светот и така натаму, но за сето тоа се одредува време и не може тоа да се направи преку ноќ. И еве, например, сега се планира некои промени на викторискиот кирикулум или наставен план, и тоа се случува постепено, ни се дава одредено време. Имаме соодветни работилници, имаме, да кажам, одредено слободно време за тоа да го направиме. Имаме, морам да кажам, сигурно подобар статус од наставниците во Македонија, но сепак, зборувам во име на сите наставници во Австралија, имаме голем притисок за доусовршување и секогаш да ги правиме тие промени, да бидеме подобри, да истражуваме, да видиме како можеме подобро да ги научиме децата да бидат добри граѓани на светот. Така е, браво. Австралија беше еден од единствен континент кој што за време на пандемијата направи комплетен локдаун. Значи го затвори континентот и за влез и за излез. Колку тоа се одрази во образовниот процес и дали остави одредени последици врз сето она како течеше кај нас, се учеше и се работеше од дома, меѓутоа ефектот потоа не беше ист, значи се чувствуваат последиците од тоа учење од далечина. Да, исто тоа се случи во Австралија. Беше многу тешко да се одржува настава онлайн или преку интернет, бидејќи најголемата работа се оставаше на родителот, а родителите не се стручни лица за да ги научат своите деца. Колку долго траеше таа онлайн настава? 2 години или повеќе? Па со некои прекини 2 години, би рекла. Имаше прекини кога одлучија да одиме назад, па потоа пак ги затворија децата. Но сето тоа доведе до еден заклучок кај нас наставниците и кај родителите дека наставата не може да се изведува само преку предавање на материјалот, туку треба децата, всушност во Австралија кога се изведува наставата, ние ги учиме на час. Децата не си одат дома и не е тоа терет на родителите да ги учат дома, бидејќи тие не се стручњаци.
и се почувствува, еве да кажем, во минатата година, посебно со децата што дојдоа во забавиште, кои што не беа во градинка, не беа спремни да почнат годината, се чувствуваше дека се по неспремни, по мали се уште, по незрели за да ја започнат годината. Исто така во секоја година што ако учеа во прво одделение, тие што беа во второ одделение, наставниците осетија послаб, помал раст на развојот кај децата. Побавно напредувале. Но заради тоа, викториската влада донесе одлука да се даде помош на училиштата и да има, ако имат потреба од писменост, да кажам, да одредат наставник, уште еден да помага во одделенијата, или за математика, значи има додатни наставници кои што би помагале во било кој дел од наставата или да кажам ерија или оддел за математика или за писменост, би им помагале на децата за да го достигнат нивото каде што треба да бидат. Браво. Убавата страна на вашата мисија, помеѓу останатото, има и тука многу други убави нешта, но една од поубавите е тоа што вие сте вмрежени, наставниците, учителите по македонски јазик од диаспората сте вмрежени и буквално функционирате преку заеднички Zoom состаноци, средби, поврзани сте и ја знаете некако глобалната слика на македонците кои што се раселени низ светот и секаде каде што има потреба и каде што има деца кои се на возраст да започнат со изучување на македонскиот јазик. Во моментов сме и пред уписите токму за почеток на учење на македонски јазик. Како сте тука организирани? Секако дека сме поврзани, но би сакале да бидеме уште повеќе поврзани, бидејќи знам некои држави кои што не сме сигурни дали воопшто се предава македонски. Македонското учителско друштво на Викторија беше иницијатор пред 2 години за формирање на еден професионален нетворк помеѓу учителите од цел свет. Тоа го почувствувавме со пандемијата дека ни треба да бидеме поврзани за да ги делиме нашите искуства, за да ги делиме нашите успеси или падови, да видиме добри како практики, како да се подобриме, да ги делиме материјалите. И заради тоа го формиравме пред 2 години, веќе значи ова е скоро почнува 3-та година, како заеднички учители од Австралија, Хрватска, Швајцарија, Германија, Малта, Соединетите Американски држави, Франција, Шведска, Словенија и Србија соработуваат за да го промовираат, за да го подобрат нивната настава, да ја подобрат по македонски јазик и да го промовираат изучувањето на македонски во земјите во кои што се наоѓаат, делејќи ги искуствата меѓу себе. Сега под мотото Учи македонски, имајчиниот јазик е нашето богатство, ние го промовираме јазикот со, да кажам, заеднички видеа. Одлучивме дека тоа е за сега најдобар начин и сме направиле повеќе промотивни видеа за Кирил Методи, за Денот на македонската азбука, за Денот на мајчиниот јазик, за Великден. И сега подготвуваме едно за почетокот на учебната година со информации каде би можеле да ги запишуваат децата, ако сакат да изучуваат македонски јазик, во земјата во која што се наоѓаат. И дури јас би сакала да нагласам дека и ако нема настава на македонски јазик, родителите се тие движечка сила кои што можат да побарат во секоја држава каде што живеат, да се оформи еден таков клас и да бараат тоа од државните училишта и државното Министерство за образование во кој што живеат, да се вклучи македонскиот јазик. Нормално дека треба да има ученици, затоа се тука родителите. Исто така имавме напишано заеднички проглас кој го испративме минатата година преку социјалните мрежи до сите родители низ цел свет за
да им кажеме дека треба да се негува македонскиот јазик и треба да ги запишуваат своите деца да го изучуваат македонскиот јазик. Браво. Да. Навистина е убаво да се чуе ова, убаво е да се подсетат сите оние млади и нови семејства кои што заминуваат некаде низ светот и првата и основна работа им е нивните деца да го учат јазикот на земјата во која тие се населиле, но уште поважно е да се слушне ова и да се подсетат дека никогаш не треба да заборавиме од каде сме, кои ни се корените и да се учи мајчиниот јазик, бидејќи тоа е нешто кое што ја чува и нашата земја и нашата традиција. Народ без свое минато не може да има своја иднина, така нели? Исто така, точно е тоа, но исто така би сакала да нагласам дека изучувањето на било кој јазик има бенефиции. Значи, тоа е докажано со многу студии кои истражувале за двојазичност и тоа е кај нас, значи, во пракса докажано во двојазичното училиште, каде што деца од забавиште почнуваат да учат на два јазика, 50% на англиски, 50% на македонски, и тие се исто добри, многу пати и подобри во резултатите по англиски и по математика, иако математиката ја изучуваат на македонски, како другите деца што изучуваат англиски 100%, значи секојдневно. Значи не е само тоа дека е наша традиција, наша култура, туку дека секогаш кажувам дека изучувањето на секој јазик има бенефиции и предност кај секој дете. Така. Јованка, многу ви благодарам за вашето гостување. Има ли само уште нешто важно што сакаме да кажеме? Да, јас би сакала да испратам порака до сите родители, баби и дедовци кои што живеат во било кој земја во светот и да им се обратам со извадок од прогласот што го напиша наставниците во првото здружение на македонски јазик во светот. Ве молиме, запишувајте ги децата да го учат македонскиот јазик во училиштата каде што живеете и запомнете дека јазикот е првиот и фундаменталниот белег пред заедничката територија, религија, историја и други елементи кои го чинат идентитетот на еден народ. Само така вашите деца ќе научат да се вреднуваат себе си, својата култура, традиции и идентитет. Само така ќе го сочуваме она што за нас е единствената тковина, јазикот. И би сакала да завршам со дел од интервјуто на професор доктор Елка Јачева-Улчар, научен советник во Институтот за македонски јазик Крстем Исирков, објавено во Нова Македонија. Мојот мајчин јазик ги живее најдраматичните и најкритичните моменти од своето постоење на долгата историска оска. На мојот мајчин јазик дома му е куса љубовта од младите македонци. На мојот мајчин јазик му станува кус бројот на неговите говорители. На мојот мајчин јазик му е куса грижата за него од државата. Само едни нешта ич му се куси, неговата уникатност, на која се испишани страници и страници литература. Неговата глаголивост, на која се раскажани усно илјадници приказни. Неговата милозвучност, на која се испеани најубавите народни песни на Балканот. Па затоа ќе живее долго, толку долго, колку што ќе живее и последниот човек што зборува македонски. Прекрасно. Многу ви благодарам и убав престој, ви посакувам многу успех и се надевам во следните 32 години побрзо ќе се видиме, нема да чекаме толку да поминат.